Во светот на градежништвото се случува тивка, но суштинска револуција. Тоа е дигиталната трансформација, процес кој носи нови алатки, нови начини на планирање и нови стандарди. Најзначајниот дел од оваа трансформација секако е BIM технологијата, Building Information Modeling. BIM не е само софтвер, тоа е цел систем на работа, дигитален модел на објектот кој содржи не само геометрија, туку и информации за материјали, динамика, трошоци, стандарди и одржување. Во BIM, објектот се гради дигитално уште пред да започне реалната градба. Што значи тоа за стандардите? Тоа значи дека стандардизацијата станува дигитална, структурирана и интегрирана. Секој елемент во проектот, од носиви ѕидови до вентилација, може да биде поврзан со соодветен стандард. Нема простор за импровизација. Се е прецизно и проверливо. Во Европската Унија, BIM е веќе задолжителен за голем дел од јавните проекти. И не само од технички причини, туку заради транспарентност, контрола и стандардизација на квалитетот. Во Македонија, примената на BIM е се уште на почетно ниво. Неколку проекти, неколку компании, неколку визионери. Но интересот расте, особено меѓу младите инженери и новите архитектонски и проектантски бироа. За да стане BIM реалност кај нас, потребна е поддршка од институциите, стандардизација на процесите и, најважно, образование. Неопходно е да се дефинираат национални BIM стандарди, за да се обучат кадрите и да се поттикнат инвеститорите да размислуваат долгорочно. Зашто во дигиталната ера квалитетот не се мери само со бројот на камиони бетон, туку и со тоа колку добро сме го испланирале секој детал, уште пред првата лопата да допре до земја. BIM е иднината на градежништвото, а стандардите се неговиот јазик. Наше е дали навреме ќе научиме да го зборуваме јазикот на дигиталната трансформација. Што представува BIM технологијата и какви предности нуди во градежништвото и зошто е важна? BIM технологијата е дигитална технологија што се употребува во градежништвото. Сето тоа овозможува полесно управување со тие податоци, полесно анализирање и практично од таму произлегуваат сите предности на таа дигитална технологија. Тоа значи заштеда на време потребно за проектирање, за изведба на објекти, понатаму зголемување на квалитетот, на безбедноста на самите објекти. BIM технологијата е дигитална технологија што се употребува во градежништвото. Важна е затоа што начинот како функционира преку креирање на 3D интелигентни модели на објектите и генерирање на податоци поврзани со тие елементи. BIM исто така подразбира и управување со податоците на BIM моделите во фазите проектирање, изградба, меѓутоа и подоцна, во фазата на одржување и на употреба. Едноставно имаме смарт модел со мноштво податоци, од каде што може да се направат многу анализи, пресметки, симулации, а се со цел да се добие поквалитетна градба. И исто така да се оптимизира процесот на проектирање и градење преку намалување на трошоци, преку заштеда на време и добивање на најоптимални решенија. BIM е кратеница, значи Building Information Modeling. Тоа значи дека на еден 3D модел се содржани сите информации за самиот модел, за сите елементи кои што го сочинуваат. Кои се предностите? Значи предностите е дека самите информации се залепени за моделот, значи нема загуба на податоци, се работи на еден централен модел, сите фази работат на исто место, инвеститорите ги влечат информациите од исто место, значи од тој централен модел кој што викаме ги содржи сите информации. BIM технологијата е начин на изработка на архитектонските проекти. Тоа не е само по себе, не се однесува на проектирањето или на мајсторијата на самите проектанти, туку се однесува само на оној техничкиот дел на изработка на исцртувањето на проектите, изработка на техничка документација, заштедува премногу време, заштедува многу финансии за изведувачите и отвара нови хоризонти во однос на во кој правец би можел да се развива проектот и се согледуваат премногу работи кои што со традиционалниот начин на проектирање и координацијата меѓу различните инженери не би можело да бидат спроведени. BIM технологијата е 3D информационен систем кој што дава значителни придобивки во однос на претходните 2D модели за проектирање, бидејќи поврзува
повеќе фази, повеќе нивоа на податоци. Истите веќе подолго време и во Македонија се актуелни и во градежништвото тие имаат значителна предност во делот на дигитализацијата на процесите, дигитализацијата на проектните процеси, бидејќи поврзуваат повеќе фази и повеќе нивоа во животниот циклус на објектите во еден модел кој што може да се користи не само во фаза на проектирање и изведба на самите објекти, туку и по изведбата на објектите, истите тие дигитални модели можат да се користат примерно во фазата на одржување на објектите, што значително влијае на нивната сигурност и одржливост. Кои се разликите во традиционалните методи на проектирање и колку помага во надзорот? Традиционалниот пристап на проектирање подразбира употреба на дигитална технологија во 2D, што значи изработка на основи пресеци. Проблемот произлегува во тоа што немаме структуриран еден модел со податоци кои што ќе представуваат доверлив извор на податоци и согласно на тоа не може да се направат анализи и точни пресметки кои што ќе овозможат пооптимални решенија. Практично најголем ограничувачки фактор кај традиционалниот пристап е што нема можност за координација на проекти, значи откривање навремено на потенцијални судири помеѓу елементите, значи кои што се појавуваат во текот на градењето, и исто така нема можност, значи, за тимска работа во исто време на сите фазисти на еден проект, како и неможност лесно да се справи проектантот со сите промени кои што се појавуваат во текот на проектирањето, меѓутоа и во текот на градбата. Традиционални методи, претпоставувам, се мисли на 2D исцртување, како што се уште работиме. Реално кај нас се уште се работи со 2D, само се префрливме нели да работиме наместо од 2D рачно, да речеме, со молив и лист, да работиме на компјутер, меѓутоа пак е 2D се исцртуваат основи, пресеци, детали. Предноста со BIM е што ние работиме 3D модел, значи самото име кажува дека е 3D модел, од кој што се влечат сите информации, значи автоматски се генерира основата, пресекот, изгледот, деталите, шемите, пресметките и така натаму. Значи ние како дизајнери, како проектанти, се фокусираме само на градењето на 3D моделот, тоа е BIM 3D модел, значи ги содржи сите информации и од него потоа техничките, да речеме досадните работи се извлекуваат, пресметките, шемите и така натаму, значи ние не се секираме многу со тие работи, само ги досредуваме. Главниот фокус ние, како што реков, 3D моделот да си го изградиме. Во однос на традиционалните методи на проектирање, секоја линија, ако го земеме како најкористен кај нас AutoCAD, секоја линија нема никакво значење само по себе. Во BIM тоа е името, од кратенката Building Information Modeling. Секој објект си има карактеристики апсолутно од стандардните должина, ширина, висина, волумен, површина, кои што лесно после тоа се пресметуваат, лепење керамички плочки, поставување подови, молера и така натаму, до карактеристики како енергетска ефикасност, како звучна изолација. Сето тоа е во еден модел составено и имаме многу широк поглед на целиот објект и BIM е како процес еден што го од почеток до крај може да се следи и после завршувањето на изведбата во користењето на објектот за заштедување на ладење, грејење, користење на електрична енергија, промена на различни дотраени материјали кои што сето тоа е внесено, со тоа апсолутно секогаш имаме заштеди и во изведбата, во време траењето на изведбата, а нема никаква штета, една од ретките работи кои што нема никаква штета во целиот процес ако се воведе BIM версус традиционалниот начин на изведба. Во однос на надзорот, и на надзорот е поедноставно за разбирање на проектот, има методи до кој работник во колку часот ќе ја монтира некоја греда и колку чини таа греда, дали е монтирана, дали е поставена на лице место, дали се сите барања исполнети. Инвеститорот од една страна има апсолутен увид во траењето на изведбата и предвидливост на завршувањето. Ние сме сведоци кај нас она што се случува, посебно кога прва асоциација на автопатиштата кои што се градат во Македонија е доцнењето. Зошто е доцнењето? Затоа што има нејасноти, недоволно разработени проекти кои што доколку би биле сработени во BIM, јас би гарантирам дека до денес ќе беа завршени.
Кој е најчестиот мит за BIM што го слушате од инвеститорите или колегите? Митови има многу, ќе издвојам неколку, да речеме, една од најголемите заблуди е дека BIM е технологија наменета само за архитекти или дека BIM е технологија која што служи само за 3D визуализација на објекти. Понатаму мит е дека BIM технологијата се користи само во фаза на проектирање, значи се ова не е точно. BIM технологијата се користи од страна на сите засегнати страни во процесот на градење, значи почнувајќи од проектанти, од градежни компании, дури компании кои што работат на одржување употреба на објектите, меѓутоа и исто така од страните на инвеститорите. Значи секој поединец, секоја компанија која што учествува во процесот има потреба од BIM, ги користи тие податоци. Може да се каже дека често се слуша тоа дека е некоја нова технологија, дека е многу скапо, дека се користи за големи проекти, дека се користи само за некоја убава презентација, меѓутоа нели сето тоа не е точно, значи BIM моделот треба да представува верна копија на оригиналот. Тоа значи дека не е само убава слика, убава презентација, туку ги содржи сите потребни информации, или пак дека се користи само за големи објекти, не знам, при работа на индустријски објекти или на трговски центри, значи исто така и тоа не е точно. Се прилагодува нели во зависност од големината на објектот, може да биде и за стамбени згради. Во секој случај ни овозможува побрзо, поефикасно и поточно да го изработиме проектот, а со тоа да се изгради целиот објект. Кои се клучните предности од употребата на BIM технологија во градежништвото? Па тоа е една и од најголемите предности на BIM е тоа што фазите и улогите на инженерите, односно учесниците во проектите, комуницираат поедноставно помеѓу себе во еден информационен модел. Значи во тој модел комуницираат заедно и инженерите, и архитектите, и останатите луѓе кои што работат административни на проектите, со што се добива една севкупна информација во еден централизиран модел, која што може полесно и да се контролира, полесно и да се управува, меѓутоа дополнително на тоа BIM е софтвер, односно BIM компатибилните софтвери во делот на сигурноста јавуваат често и грешки при проектирањето, кои што во нормални услови би можеле како инженери да ги направиме, како што на пример ако одредена цевка или подземна инсталација поминува низ темелите на градбата, BIM софтверот тоа нема да го дозволи како фаза на проектирање, така да ни го поедноставува животот и на нас, инженерите, и на самите проекти. Сите предности BIM ги подобруваат во целост во градежништвото. Од чинењето на цената на изведбата, транспарентност во на колку чинат сите материјали кои што се вградени, помага и околу набавките на тие материјали. Има во BIM технологијата предностите се и во начинот на координација на различни фази. Сегашниот традиционален начин, под условно ако го кажеме, архитектот ја прави структурата во некоја смисла на целини, некои содржини, продолжува градежниот инженер, проектот за електрика, за машинство, и во сегашниот начин сите на различни фајлови работат и различни цртежи, не може да се согледа во една целина целиот процес. Во BIM сето тоа е во еден модел. И канал кој што проаѓа за ладење и грејење, удира во некоја греда, прескокнува некој кабел, тие се проблеми кои што во изведба чинат десетици, стотици илјади евра понекогаш. Во BIM има, така се нарекува clash detection, детектира судири на самите елементи и автоматски ги пријавува. И тоа чини 0 денари во проектирањето кога ќе се изведе и ќе се смисли на таков начин versus ова денес што го имаме со каснење, пробивање рокови, надмашување на буџетот за многу пати понекогаш. И оние што вовеле до сега BIM ги виделе сите бенефити и денес штедењето во BIM се на светско ниво е во милиарди евра се пресметува. Најбитното е дека 3D моделот
Со други зборови, представува верна копија на оригиналот, на самиот објект кој што треба да се изгради. И ние додека сме уште во фаза на проектирање, дизајнирање, планирање, можеме да увидиме одредени грешки кои што би се појавиле на објектот. Меѓутоа, грешката додека сме уште во фазата на планирање кошта многу помалку, додека би ја увиделе грешката во фаза веќе на градба, каде што веќе кошта многу повеќе, кошта и време и пари да се реши одреден проблем. Чист пример, не знам, може да спомнеме, имаме преклоп на инсталации, можеби машинскиот инженер си планира на свој некој проект инсталациите, електричниот инженер си планира на некој негов друг проект и може да се случи ако никој претходно не ги преклопил или не ја увидел грешката каде може да се судрат, веќе ќе биде касно кога ќе дојдеме нели на градилиштето. Кога веќе треба да се постават инсталациите, тука се сваќа дека настанува проблем, се преклопуваат инсталации или можеби удираат во некоја греда, во некој носечки елемент и веќе таа штета на лице место кошта илјадници евра, да кажеме, додека пак кога би увиделе таа грешка во 3D моделот, уште во фазата на планирање, како што спомнав, би ја решиле за помалку од 1 сат на еден состанок, значи се договараме како ќе го решиме овој проблем и буквално нели тоа не кошта да речам ништо. Со оглед на тоа дека основата на технологијата е практично креирање на интелигентни модели на објекти во 3D околина, тоа значи дека сите инволвирани страни имаат прецизен увид, детален увид во самиот објект во 3D, што значи многу полесно визуелно може да се детектираат грешки. Исто така, заради мноштвото на податоци кои што се складираат во BIM моделите, многу е лесно да се направат анализи и симулации, се со цел да се добие најоптимално решение. Значи, најоптимално и најквалитетно можно решение. Тоа подразбира дека, еве еден пример, доколку имаме точно зацртан буџет за даден објект, BIM технологијата овозможува да може да се исконтролираат трошоците, спецификациите, пресметките, се со цел да се испорача проектот не само во однос на карактеристиките кои се бараат, туку и во однос на буџетот кој што е зацртан. Со употребата и со имплементацијата на BIM стандардите, грешките се сведуваат на минимум, се намалуваат средствата, значи финансиите во изградбата на објектот, на тој начин што во самиот дел на проектирањето може да се воочат многу брзо и многу лесно грешките при проектирање. Сите тие грешки се поправаат многу побрзо отколку што тоа било порано. Истиот цртеж се работи и се исправаат грешките. Така што при изведбата, доколку се видат дополнителни грешки ако се јават, изведувачот на истата основа ги поправа работите што ги пронашол како грешка. Значи, тука се штеди и време и средства во однос на изградбата на објектот. Тој дел е многу битен за сите чинители во овој процес на изградба на објекти. Како BIM технологијата влијае на соработката помеѓу различните учесници во проектот? Самите инженери работат сите на еден модел. Во самата изработка се видливи автоматски и во основа, и во пресеци, и во 3D модел, се видливи сите недостатоци кои што проектот ги има. И се отстрануваат уште во самата фаза. Нормално, некојаш може би да се појават и повторно. Но тие недостатоци се сведени на апсолутен минимум. Во однос на комуникацијата, визуелната прегледност на самите проекти е од бенефит и за проектантите, и за надзорите, и за изведувачот, и секако и за инвеститорот. Инвеститорот е тој што секогаш најмногу добива со проекти изработени во BIM технологија. BIM процесот не би бил, да речеме, соодветно употребен, доколку само архитектите или само статичарите си го работат својот модел, значи мора сите засегнати страни да знаат да го користат BIM процесот и BIM програмите. Што значи тоа? Значи дека се губи на време, пример ако архитектот и статичарот работат BIM процес, а меѓутоа не знам останатите фази, електриката, водоводот и така натаму, работат се уште, да речеме, на традиционалниот начин, работат се уште на 2D. Тука имаме, да речеме, прекин веќе во соработката, имаме проблем. Кога сите би работеле со BIM процесот,
Тоа значи дека нема да има загуба на податоци, значи нели си праќаме фајлови или некои работи можеби на стар фајл или нешто се сменило, па имаме загуба на податоци, со BIM процесот значи не би имало таков проблем. Сите работат на еден централен модел и доколку настане некој преклоп, некоја грешка, како што спомнав, се содруваат можеби машинството и електриката. Revit тоа автоматски го детектира, значи детектира судири, преклопување на инсталации и така натаму и не известува, значи секој си го работи својот дел, си има пристап до својот дел, меѓутоа сите имаме увид на големата слика на нешто што се случува. BIM технологијата се повеќе се применува заедно со нешто што се нарекува централен репозиториум, односно Common Data Environment. BIM моделите во таква CDE околина подразбира дека секогаш сите учесници имаат пристап до таа околина и секогаш располагаат со најновите, со последни податоци. Секоја засегната страна учествува во процесот со тоа што ги снабдува податоците за кои што е надлежен и ги зима податоците кои што се битни. На тој начин во исто време проектантите можат да работат на еден модел и исто така во исто време може да се работи на интегриран пристап каде што во исто време и се проектира или се допроектираат известни делови, меѓутоа истите и се градат. BIM како начин на работа и како технологија овозможува многу подобро да се организира процесот на градба, затоа што може да се направат приоритети во однос на тоа која фаза кога би можела да настапи и да ги раздвојат и кои фази се независни една од друга. Може во исто време да работат тие и тие фази, додека другите треба да почекаат да се заврши некоја друга. И да се има точни рокови на кој следен од кој ден би почнал, а не како сега што имаме ситуации да договорени се електричари, пример, да дојдат во тој ден во толку и толку часот, тие доаѓаат и гледаат дека градбата доцни месец дена повеќе, па тие се враќаат, одложуваат друг термин кој што претходно им бил закажан, го изгубиле тој ден кога се појавиле на градилиште. Ова е нешто што може на сите да им биде од бенефит, да им помогне. Колку македонските компании ја применуваат BIM технологијата во својата работа и на кои проекти најчесто? За жал, ќе констатирам дека недоволно се применува BIM во Македонија. Причини може да бидат различни, меѓутоа сепак се гледа исто така дека расте бројот на компании кои што употребуваат BIM. Во најголема мера, тоа се компании кои што работат проекти за странскиот пазар, каде што исклучиво се бара BIM како услов за да може да се работи на тие проекти. Меѓутоа исто така постојат и во Македонија шампиони, поедини компании кои што веќе работат, применуваат BIM технологии на проекти во Македонија. Македонските компании се трудат да речеме да применуваат BIM програми, BIM процес. Меѓутоа тука проблемот настанува затоа што не се сите фази, сите страни засегнати, како што спомнав, ако архитектот и статичарот работат во еден програм, а да речеме машинството работи во друг програм, веќе имаме прекин на процесот и има оценен или несоодветно употребен. Има неколку македонски компании што работат со BIM програми, меѓутоа пак не го користат целиот потенцијал на BIM процесот, би рекла, а од друга страна пак веројатно се викаат и зошто би користеле кога веќе немаме се уште законски регулативи или стандарди или државата тоа не го бара или инвеститорот не го бара и веројатно затоа си остануваат се уште на традиционалниот начин затоа што веќе се и навикнати и побрзи и често пати се прават некои комбинации, и помеѓу BIM програмите и помеѓу 2D доцртување. Свесен сум дека актуелни се обуките за BIM технологиите, конкретно GEING имаше можност да биде дел од проекти каде што се употребуваат BIM технологии пред се во странство, значи во делот на конструктивното инженерство каде што користевме BIM компатибилни софтвери, како и во делот на инфраструктурни проекти каде што делот договорот ни беше конкретно за изведба на патишта, ни беше имплементација на BIM технологијата. Истото искуство се обидуваме да го пренесеме и на проектите кои што се работат во Македонија, кои што нормално бараат вакви технологии. По сериозните фирми кај нас, без да им наложува и да им бара некој, сами си вовеле BIM и функционираат одлично. Не знам во која мерка, затоа што има BIM и нивоа, а и фазите кои што се интегрирани во тоа. Некои прават некаква симулација, се снаоѓаат во однос на тој дел,
но за подобрите викам дека работат. Радува еден факт што многу архитекти, градежни инженери, електроинженери, машински инженери, сите оние што се вклучени во процесот, работат проекти во BIM, но за жал не работат за во Македонија. Затоа што или не се барани проекти во BIM, или се недоволно платени, или регулативата која што имаме едноставно не ги привлекува да се посветат на проекти за тука. А тажната страна е што за проектант искрено многу ти е гајле за некој проект во Јапонија како се извел, кога ти не можеш да го видиш и не си вклучен во тој процес, немаш фидбек од изведбата само затоа што ние она што го замислуваме како проектанти, на крај се материализира. Кога не можеш да го видиш ни процесот, што е уште поважно на изведба, тогаш губат интерес. Кога би станал BIM мандат кај нас, ние не би имале проблем да најдеме проектанти, ги имаме тука, само наместо да работат секаде по светот онлайн, тие би работеле за во Македонија. Во Македонија, бидејќи не се задолжителни овие стандарди, компаниите врз доброволна основа ги применуваат. Да, има компании во Македонија кои што ги следат BIM стандардите и ги имплементираат. Овие компании најчесто работат за странските пазари. Се уште не е толку на високо ниво имплементацијата на BIM во Македонија. Но има компании кои што работат на странски пазари и цртаат објекти, учествуваат во некои од фазите на изградба, во делот на проектирање, учествуваат, има една компанија баш на работилницата што ја имавме одржано, имаше презентација од една компанија која што со примена на овие стандарди учествува во издавање на градежни дозволи во други земји. Основата на софтверот се BIM стандардите, значи почитувајќи ги BIM стандардите, се изготвуваат решенија, софтверски решенија кои што овозможуваат со имплементација и на повеќе други работи да помогнат на локалните самоуправи за издавање на градежни дозволи. Тоа се кориснички софтвери кои што ги користат стандардите. Имаше и некои примери во однос на тоа дали се исполнуваат некои законски барања, се ставаат во софтверот како барања кои што ги има законот. Целиот проект се пребарува и се гледа колку неусогласености има во моментот и доколку има, не поминува понатака во процесот, туку треба да се поправат тие неусогласености. Дали е скапо воведувањето на BIM и дали тоа ги обесхрабрува компаниите? Кога станува збор за имплементација на BIM-от, има неколку важни фактори кои што треба да се земат во предвид. Прво, не постои едно решение кое што ги задоволува сите потреби на компаниите. Ќе речам слободно дека веројатно постојат компании кои што немаат потреба од BIM според начинот на кој што работат, меѓутоа и услугите што ги остваруваат. Она што е најважно е дека за да не се случи BIM имплементацијата да биде премногу скапа, тоа се однесува на неуспешна BIM имплементација, каде што се вложени ресурси и време, меѓутоа на крај резултатот не е тој кој што се очекува, кој што треба да даде заштеди и повратна инвестиција. Значи, за да не се случи таква несакана ситуација, она што компаниите треба да го направат е всушност да направат добра анализа за своите потреби, она што пазарот го нуди и да се направи добар акционен план, се со цел имплементацијата, односно замената на традиционалниот пристап да биде колку што е можно поприроден, помазен и со прифатливи економски параметри. Тука ќе препорачам дека веројатно најдобриот пристап е да се најми BIM консултант кој што ги познава приликите и кој што може да препорача најоптимално решение за компаниите. Меѓутоа ќе кажам дека разликите помеѓу алатките кои што служат во традиционалното 2D проектирање и во BIM проектирањето ценовно не се толку страшно различни. Меѓутоа кога на тоа ќе се додаде дека имплементацијата не се завршува само со процесот на купување на софтвер, туку и со негово имплементирање, значи со обука на кадар, со донесување на интерни стандарди или документи кои што треба да го поплочат патот на кој што ќе се работи со BIM. Инвестициите се нешто малку поголеми, меѓутоа се враќаат во некои случаи уште со првиот проект. На почетокот веројатно треба да има одредена инвестиција, меѓутоа самиот збор инвестиција кажува дека нештото на крај треба да се врати по одредено време. На почетокот потребно е да имаме соодветни компјутери, BIM програмите си
побаруваат малце појаки компјутери, појак хардвер, да кажеме. Треба да ги имаме, значи, соодветниот софтвер, соодветни програми треба да имаме. И исто така треба едукација на кадарот, значи кадарот треба да биде едуциран и да има поддршки од менаџментот, значи очекувано е на почеток дека ќе оди малце процесот поспоро, дека нели ќе треба 1, 2, 3 проекти додека, да речеме пилот проекти додека нели се убрзаме, станеме поефикасни, поавтоматизирани. Веројатно сето тоа личи скапо, ги кошта проектантите, бидејќи секој проект нели вреди пари, секој проект треба да се изврши за одредено време и често пати нема простор за некои такви обуки до обуки или давање на простор нештото да се научи и да се доработи во друг програм. И од тој аспект веројатно затоа се гледа како скап. Трошокот сега, например, сегашните услови кои што се, би биле трошоците за закупување на лиценци за различни софтвери. Има повеќе различни типови на софтвери. Традиционалниот метод кој што се користи AutoCAD сега, AutoCAD, не е идентична цената. Значи, дали возиш запрежна кола или електрична кола, цената е иста практично. Ама каде стигнуваш и што, како ти служи тој алат што го имаш, тоа е различно. Така да во таа смисла, кога би се почитувале тарифниците кај нас и кога проектантските цени за проектирањето во Македонија би биле како што се замислени и предвидени и со закон одредени, не би имало воопшто проблем за да купат лиценци, ако може да ги сработат проектите и да ги наплатат како што е предвидено тоа. Не може куќа од пола милион евра да чини проект 500 евра, 1000, 2000 евра. Не може. Едноставно, за таа куќа да чини толку, некој треба да ја замисли, кој што има толкаво искуство, толку да се внесе во неа за и во изведбата да има и голем број на заштеди и да се изведе за релативно пократко време отколку сега како што се изведуваат. BIM технологијата, кога е дел од проектот, е веќе предвидена во самиот буџет на проектите, значи компаниите кои што имаат можност да работат по BIM технологија, имаат можност и да го имаат тој буџет за имплементација на BIM технологија. Прашањето е како компаниите да стигнат до тоа што е поврзано и со инженерскиот кадар. Значи, овие, би рекол, голем дел од обуки кои што се и информативни, треба да си најдат примена и во останатите области, освен високоградбата, каде што моментално BIM технологијата е најактуелна. Како што кажав, ние имавме можности во инфраструктурен проект да употребуваме BIM технологијата, каде што посебно од аспект на проект менеджментот е навистина голема предност и за инженерите и самите проекти од аспект и на време, и на сигурност, и на безбедност на самите проекти. Како BIM ја зголемува ефикасноста и го намалува ризикот од грешки? Кога сите били работеле на еден централен модел, тоа значи дека не мора прво архитектот или статичарот да сработи, па потоа да продолжат останатите фази и така натаму, туку сите можат да работат во исто време, да си ја работат својата фаза. Логично би било и побрзо и поефикасно и во случај на одредено преклопување, како што кажав, одредени грешки, самиот програм автоматски детектира и автоматски известува каде треба да се коригира. Значи, увидување на грешката пред да стаса до градилиште е многу голем плюс. Имаме поточна пресметка на количините, значи поточна пресметка на трошоците, поточна пресметка на времето кое ни е потребно да се изврши одредена фаза. Имаме подобра организација на градилиште, значи точно знаеме одредена фаза кога треба да заврши, кога треба да почне друга фаза. И често пати најде да се занимери, пример, меките судрувања, да речеме просторот што е потребен за, да речеме, за одржување на електричното ормарче и слично. И можеби тука да се планираат, не знам, други инсталации и да превидиме, да кажеме, дека всушност требало тука да се остави простор за да, нели, корисен простор. И значи тие, пак ќе речем, тие пропусти остануваат да се случуваат до градилиште и веќе кога ќе се случи на градилиште, тоа е поголема штета. Значи на таков начин ние уште на почетокот, ако ги увидиме, значи ја зголемуваме ефикасноста да не дозволиме да дојде таа грешка до градилиштето. Со тоа што сите работат во еден модел, сите работи се согледуваат во текот на работата, автоматизирање на процесите во однос на детекција на судири кои што ги има
секогаш го дава бенефитот и предноста на инженерите да го видат и својот дел од приказната, но и да ги видат и другите колеги кои што се вклучени во тој процес. Грешките во проект чинат 0 денари, грешките на лице место некогаш чинат и стотици милиони. Затоа мора да се направи рез и да се премине на воведување на BIM.